Здраво, подкаст Каде се парите со мене Горан Теменугов. Ова е старт на проектот и редно е да кажеме што ќе работиме, бидејќи самиот наслов на подкастот не кажува многу. Знаете дека парите се добар мотиватор за сите оние криминалци, оние што даваат мито и корупција, па и за политичарите кои со своето работење и неработење се богатат лично, но им овозможуваат богатење на своите роднини пријатели. Исто така, парите се добар мотиватор на сите оние херои на нашето време, кои што отвараат бизниси, кои влегуваат во инвестиции, кои легнуваат навечер со мислата како да го подобрат својот бизнис, но исто така како да обезбедат пари за вработените. Значи, тоа ќе биде нашата мисија, да зборуваме за парите и да го следиме нивниот тек и да ги ставиме информациите во контекст за да не биде се појасно што се случува. Ова представување е како плачот на новороденчето, кој означува дека е живо. Па оваа најава беше во суштина и нашето кажување дека почнува проектот на pari.com.mk. Прв гостин ќе биде професорот Никола Поповски. Добре дојдовте. Добре ве најдов и честитам за новиот проект или новата иницијатива. Да, вие сте првиот што ќе ни гостува. Зошто ве повикав? Еве, на пример, да ве представам на публиката, иако поголемиот дел знае кои сте. Вие сте поранешен прв човек на собранието, спикер на собранието, поранешен министар за финансии, актуелен универзитетски професор, а исто така сте и неизвршен член на Советот на Народната банка. Ајде да додадам уште една информација, еден од основачите на СДСМ, така што со сите овие 5 работи што ги наброев, веројатно би можела за секој поединечно да правиме подкаст, но мене како лајт мотив зошто ве повикав е едно интервју пред 2 години и 2 месеца, мислам дека беше на една од националните телевизии каде што ја работев и каде што вие успешно предвидовте дека ќе имаме голема инфлација, дека ќе поскапат парите за враќање на кредитите и дека не е умно да се задолжуваме, односно треба да се задолжиме тогаш по пониска каматна стапка, па сега да имаме помалце задолжување и тогаш исто така прв пат мо срамежливо се спомна од ваша страна дека ќе имаме проблеми со работната сила и дека е можно да увезуваме работници од странство. Тоа беше причината зошто и сега ми текна на вас, се сетив на вас, бидејќи мислам дека еден од најкомпетентните луѓе што може да одговори на она што мене лично ме интересира, гледам и јавноста, но нешто што не се обработува. Тоа е она што се случува во светот, еве да го почнеме веќе разговорот. Она што се случува во светот и гледаме дека имаме се почесто се зборува за дедоларизација. Дури и американската министерка за финансии тоа го зборува дека губи моќ американскиот долар, дека тоа е опасно. Ајде сега една реална слика да дадеме. Има ли шанса доларот да изгуби својата моќ како што беше до сега? Едноставниот одговор бил не, нема. Со тоа што губењето на моќта ќе се случува веројатно ако продолжи овој процес многу споро и на многу долг рок. Така што тоа не би биле, да речеме, некои земјотресни моменти во кои одеднаш ќе го снема тоа, затоа што моќта на доларот не се базира на тековните движења или на тековната состојба на американската или на глобалната економија. Моќта на доларот произлегува веќе стотина години. Еве, да подсетиме за јавноста, на пример, до Првата светска војна светска валута е англиската фунта во тоа време, затоа што англиската економија е најмоќна и најмногу се тргува во светот со неа. Во тоа време имаат голем број на колонии, чија трговија се одвива преку британската фунта и она има најмоќна индустрија. После Првата светска војна се менува односот кога постапно американската економија избива на површина. Во тоа време и други некои економии се развиваат, советската, но таа нема меѓународна размена голема, прилично автархична е во тој период. И после Втората светска војна доларот го превзема местото на фунтата целосно и до ден денес е најважната светска валута. Зад таа најважна светска валута не стои само дека тоа е долар и Америка е моќна, туку заради фактот дека Америка во различни временски периоди во последниве 60 на години, вклучувајќи и денеска, самата поединечно е некаде околу 21-2% од бруто домашниот производ на светот. Америка денеска, колку за компарација, е околу 315 на милиони население. Да, околу 310-320, уште немаат податоци најновите. Така. Тоа значи дека од веќе 8 милиарди надминати во светот, они се некаде околу 3,3% од населението. Сега замислете ситуација дека во светов 3,3% од населението
3,4 имаат 21% од бруто домашниот производ. Тоа е стравична моќ. И не е случајно на ако кивне американската економија, светот може грип да го фати. И тоа е точно. Интересно, че го зборуваме за Европа и за Македонија, малце подценуваме. Знаете, во моментов имаме една група на луѓе во Македонија кои што мафтаат, оноа ние и русите 300 милиони да пропадне доларот, да се види дека не се семоќни. Значи има на Facebook. Американската економија е доминантна сама по себе. Така е. На второ место е Европската унија, сепак е економска унија, така. Освен што е Европската и економска унија. Со валута заедничка. Па да, 20 веќе, 21 земја од 26 имаат заедничка валута. Сите значајни економии во Европа, освен полската економија, као позначајна од поголемите, но не е толку голема во однос на другите, имаат евро. Европската економија дополнителни 20-21%. Беше исто како американската, дури процент еден повеќе или помалку, откако Велика Британија напушти, падна малку, но се уште е 20%. Значи, овие две заедно се близу половината, 40-45% од светската економија. И во такви услови, нормално дека доларот, своето место во трговијата во светот, размената во светот, силата која произлегува од економијата која врши емисија на доларот како парична единица, ќе биде секогаш доминантна. Дури да се случи постапно намалување на таа економска моќ, таа нема да биде годишно процент, па за 10 години 10%. Тоа многу спори се тие процеси, така. Не само што се, спори се ако тргне во таа насока, но да не ја подценувам американската економска моќ, која е се уште огромна. Еве, вие спомнавте преска, да се надоврзиме, американската економија, таа која зрачи концентрични кругови околу себе во најважните делови на економијата. Во финансискиот дел, во иновативниот дел. Значи, ние денеска, еве ја живееме четвртата технолошка револуција, која во основа се подпира на американските пронајдоци. И тие љубоморно ги чуваат. Нели, кога беше војната и кога беше трговската војна со почетокот на трговската војна со Кина, тие престанаа да испорачуваат чипови. Цел свет го почувствува, до ден денес се чувствува тоа. Нема доволно IT производи, нема, се чека на ред за производство на коли зашто не можат чипови да вградуваат. Не може да се бира автомобил, што има на лагер, тоа се купува. Порано можеш и по боја и по перформанси, по внатрешно редување. Значи, се е тоа резултат на тоа што се затвори принудно заради политиката на Трамп, а сега и заради Украина, па кинеско и другите, условно кажано, војни со Америка, не испорачуваат чиповите. Клучниот технолошки пронајдок за информатско-телекомуникацијската индустрија. И не само тоа, гледате што друго се случува во Америка. Освен што се комерцијални лидери, тие се и во државниот, во јавниот сектор лидери на новите технологии, истражувањето на НАСА и така натаму. Но гледате сега што се случи на друга една страна, на страна од технолошка револуција која е дигитална, со американските приватни компании. 2-3 приватни компании во Америка веќе стануваат сериозни светски лидери на можеби новата технолошка револуција, која не можеме да ја дефинираме уште, но да ја насетиме. Вселенски истражувања со обиди да се стигне до Марс, до месечината, така, чипирање на свињи од страна на компанијата на Илон Маск, со перформансите на живиот свет да се видат какви ќе бидат електричните автомобили, иновациите на останативе што се технолошкиот сектор, претежно на Њујоршката берза базиран. Видете сега пред 5-6 дена SpaceX испрати се обиде да се обиде и експлодира. Испрати во, да, лансираше, ајде да кажем, лансираше се обиде експлодира 120 метарска ракета во Вселената. Тие рекоа дека лансирниот механизам има тестот со можност 90 минути, два круга околу Земјата да сврти во Вселената, но стигнаа до 4 минути 20 секунди експлодира во. Сепак они кажаа дека лансирната фаза им е веќе обезбедена, сега ќе продолжат. Знаете колку чинат тие испитувања, милиарди долари кои ги финансира исклучиво приватниот сектор и тоа ќе донесе несомнено до нови иновации. Повторно ќе се каска зад нив. Така што тешко дека доларот ќе изгуби на значење. Тешко дека ќе изгуби на значење и особено што
кога сите долари што се тоа е светска валута. Една од клучните светски, поединечно е се уште најважна. Поединечно најважна, не е самата над 50. Но емисијата на доларите од страна на американската држава многу одамна е повисока во парична маса од потребите на американската економија. Таа ги злоуди потребите на светската економија и никој нема се откажи, немаш се откаже од тие. Ние да не заборавиме уште ова само гора. Ние живееме на европскиот континент, Македонија живее во трговска комуникација со Европа и ние сме евроизирани, што е наша природна состојба, зашто 70% ни е трговијата во Европската унија, нормално со евро ја разменуваме, а останатите не ни се со нив, но ни се во близина со нив или со соседниве држави non-EU, не Србија е пред се главната повторно во евра и ние сме евроизирани. Евроизирани се нашите влогови, евроизирани се нашите девизни резерви и банкарски депозити, се е евроизирано. Од наша перспектива, доларот нема толку големо значење. Кога гледаме на микро основа тука, но во светот е се обратно, надвор од европскиот континент, американско, латинско-американската, пола од африканската, азиската, особено источно-азиската брегот, тие печ, сите се доларизирани. Сите, еве, на пример, кај нас многу чудно, имам пријател што има работено во Русија, школувано, татко му беше представник, па има одено таму, вика дека на почетокот, на крајот од 80-тите и на почетокот на 90-тите, кога одел за Русија, во Русија не го знаеле, не ја знаеле германската марка. Значи, кај нас беше главно платежно средство, значи германската марка, она мислам Гаус беше на стотката, ако не се лажам. Да. Што е, знаеме, плавкаста една, што беше... Во последното издание беше некоја жена. Да, но беше... ја знам како со Гаус ја памтам, таа беше суво злато. Но вика, тоа само во Македонија, не во Македонија, во Југославија, важеше германската марка толку силна да биде во однос на граѓаните. Секаде на друго место доларот беше. Не во Југославија, беше... во Европа. Во Европа, но... Русија отсекогаш била доларизирана. Доларизирана, Грција исто така доларизирана, прилично. Исто така Италија, мислам дека се ценеше доларот многу. Генерално зборуваме за тоа дека доларот беше присутен кај ние купувавме германска стока, затоа беше многу барана германската марка. Но на крајот од денот германската марка беше врзана со доларот. Доларот она што го почнавме кога ќе кивне во Америка, настинува Европа, а ние во Македонија веројатно сериозно ќе се разболеме. Знаете зашто? Гледате што се случува сега со финансискиот сектор во Америка. Една банка да пропадне, целиот свет се плаши од последиците повеќе отколку самата Америка, зашто финанската врзаност на тие банки со останатите банки во светот, освен премногу со Европа кои не се врзани, веднаш влијаат. Или иновацијските проблеми како се прелеваат позитивно кога се шират иновациите и негативно кога се запира трговијата со иновации, така. Или тие трговски бариери што ги правеше Трамп и кои останаа спрема Кина. Финансирањето во светот, така. Се уште во, да речеме, во ММФ, во специјалните права на влечење, учеството на доларот е се уште најстабилно. Може ли да се случи нешто друго? Уште да кажеме за доларизацијата нешто од стручен аспект само, за да го потврдиме ова. Нивото на доларизацијата во светот се мери најмногу преку два прилично јасни индикатори. Нивото на светската трговија која се одвива во долари, таа е огромна, не е еврото, далеку е еврото. Еврото доминира на овој европски и субевропски простор. Иначе, да речеме, Европа со Јапонија или Јапонија со Латинска Америка, тие само со долари тргуваат меѓу себе, нешто помалку со некои од националните валути. И второ, нивото на девизните резерви, што ги чуваат државите во странска ефектива, или во се најголем број во долари. И тоа го прави доларот моќен. Дури и штедните влогови на граѓаните, не на државите девизните резерви, кога се во странска валута во Латинска Америка се сите во долари. Сега доаѓаме до она што се проблемот е што се, да. Но она што се случува сега, е сериозна дебата. Например, доларот е моќен затоа што со долари се купуваше нафтата од Саудиска Арабија, она петродолари што ги викаат. Значи, тоа е еден од изворите, не можеш да купиш од најголемиот производител на сирова нафта во светот ако не е во долари. Значи, тоа беше врзано. Сега гледаме дека тоа се смени. Саудиска Арабија дозволи во јуани. Гледаме сега дека трговската размена
се повеќе се префрла и кон Кина и во јуани, но што е сега предноста на Кина во однос на Америка? Америка да технолошки джине. Значи онаа чиповите што ги произведува се најсовремени и за вештачка интелигенција се сето тоа, но производството, односно на материјалните добро на се во Кина. Оние имаат физичкиот обем на се. Можеш со јуани да купиш автомобил, да купиш авион, можеш да купиш авион не може уште не произведуваат, се извинувам. Можеш да купиш воз, може да купиш репроматеријали за здравство, за фармација, за храна дури веќе почнуваат да произведуваат. Значи генерално и мануфактурните добра што ги имаат може да се купат во јуани. Порано се знаеше во 60-тите години многу сака американски возила, автомобили да се купуваат, американски машини и доларот имаше реална употребна вредност за да се купи некоја стока. Значи некое добро. Сега веќе тоа го нема во Америка. Таму БДП-то мислам дека 80% услуги. Вчера го гледав, 10% е само производство, имаат уште нешто мануфактура, има 10%. Значи многу е малку производство, услугите се огромен дел. Дали у суштина може на ваков начин да се загрози доминацијата на Америка во на доларот поточно во првиот овој дел? Не може да се загрози зашто инаку степенот на развој на економиите ги доведува високоразвиените економии кон така наречени економии на знаење, каде што материјалното производство е веќе второстепено, вие добро кажавте. 75 до 80% од БДП во сите овие и европскиве се генерира од производство на услуги, а не производство на услуги е само мануфактурниот сектор или, ајде да го кажеме по наши индустријата и земјоделието. Земјоделието околу 1-2% во овие држави, мануфактурата е 10 до 12%, се друго е во услужниот сектор, но услужниот Америка, например, степенот на надворешна трговија во однос на БДП име околу 20 и нешто проценти. Кај нас е 120%. Затоа што услугите се неразменливи. Значи, услугите се на домашен пазар, а тие се огромен дел. Но во апсолутни вредности, ова што тие го разменуваат е огромно, за нив е 10%, иначе огромни апсолутни вредности се. Второ, што услугите станаа разменливи. Значи, денеска веќе имаме сектори, освен финансиските услуги, кои се оддамна разменливи, IT технологиите само ги приближија. Значи, порано се чекаше со денови да се плати, сега се англичаните имаат еден термин in real time, или истовремено се случува. Трансакциите одат брзо, Америка на тоа добива, пошто е извозник, нето извозник на капитал. Значи, има извоз од финансискиот услужен сектор. Има извоз од образовниот сектор. Значи, Америка има огромен израз од образование. Таму студираат студенти, отвара универзитети во странство, почна и здравствениот сектор да има услуги, туризмот добро. Не знам какви се билансите на Америка со туризмот, претпоставам дека не се негативни, заради тоа што американците се изолирани како континент, секој патување треба да биде overseas, они што го викаат, а кај нив има прилично голем влез. Но другите услуги се по-домашни. Одбраната, јавните работи, тие се домашни, не можете да извезувате. Така што нема толку брзо да се случи. Сега, да, има дедоларизација како процес, но тој не може апсолутно да предизвика некои големи во еден подолг период. Значи можеме да бидеме мирни, што би се рекло, бидејќи ние сме апсолутно, иако тие што се плашат да бидат мирни. Оние што навиваат тоа да не си играат со паметот. Добро, тоа е. Меѓу другото, оваа поларизација што ја наметна во светот војната во Украина, ги натера некои држави кои се на страната на директно или со поголеми симпатии на руската страна, да почнат својата трговија да ја затвараат во сопствените валути, па се прават овие Кина, Индија... Да, Индија 19-20 земји веќе тргува со... Да тргуваат со своите валути, се додека размената им е уедначена. Над тоа мора да тргуваат во... Доаѓаме до прашањето на што мене не ми е јасно. Како се одредува вредноста на валутите? Значи, и во рубли да се тргува и во јуани, мора да имаме некоја базична вредност врз тоа што ќе оцениме. Викаме златото, но и златото се оценува, се оценува врз основа на вредноста на златото на одредена валута, а тоа е доларот. Значи ние кога правиме споредба да 5 јуана за 10 рубли да направиме, мораме да имаме некоја споредбена величина. Интервалутарните односи си ги одредува секоја држава во однос на сопствената валута, врз основа на учеството во размената, врз основа на стабилноста на домашната валута, ако има домашна валута која е со инфлацијски односи или е несигурна, никој нема да купува автоматски вредноста на меѓународниот пазар, не и вреди. Да речеме, вие имате дома
5 Но дали милиони сепак во однос на денари, доларот се одредува? одите во Кина не ви вредат ништо, зашто тие не веруваат во вашата валута. Но ако одите во Кина со долар, во Јапонија со долари, ќе ви веруваат во таа. Во интервалутарните односи секоја држава сам и затоа има курсни разлики. Но оние држави што применуваат пазарни економии, каде што ги следат светските текови, им се уедначуваат курсевите. Нормално некои држави применуваат поинакви монетарни стратегии. Македонија, например, со еврото, ние воопште немаме однос зависно од движењата во европската или во нашата економија да се прилагодува. Ние сме ја врзале, сме ја фиксирале и заедно со неа, условно да кажеме, пливаме во однос на другите. Така што има за македонската економија, ова ми го спомна академикот Таки Фити. Бев модератор на еден настан, он ми беше гостин и во подготовката на разговорот зборевме за економија. Многу интересно е со него да се зборува за економија. Вика дека имало направено на нашиот универзитет или во Манун модел кој што јасно покажува како се движи германската економија, така се движи и македонската економија. Ако расте германската, расте македонската. И тоа имало сооднос, пропорционално си. Значи, германската како што паѓа македонската. Ние сме генерално зависни. На истражување они модел економетриски развија. Значи податоците се такви, зошто се такви? Они ги разработија. Во основа е горане затоа што на увозот и на извозот, односно на страната на понудата и на побарувачката на нашата економија, германската само учествува близу со половина. Да, 50%. Да, близу со во проценти, околу 50%. И се нормално ако тие 50% падне германската економија со 2%, кај нас автоматски 1% паѓа, благодарение на помалата побарувачка за наши производи. Овие сите фабрики кои извезуваат во Германија, 50% не е малку, знаете што значи тоа на $2 или на 2 евра, ни едно ни оди во Германија. Тоа значи како германската малку падне, кај нас пола од неа веднаш паѓа. И обратно, ако се зголеми побарувачката во Германија, ќе се зголеми и побарувачката од Германија кон нашите производи и ќе ја поттикне нашата економија. Тоа не значи дека нашата економија нови работни места, нови фабрики и така натаму, туку постојните кои се работуваат. Ако тоа се случува на долг рок, ќе повлече и нови. Значи, но поголемо производство. Треба да си следиме што се случува во Германија и да наслушнуваме што се случува во Америка, бидејќи Германија е врзана со Америка, со Соединетите американски држави поточно. Соединетите американски држави повеќе заради светските движења, ние повеќе према Германија и према Европа. Иначе имаше едно истражување, сега го читав од еден наш студент, докторант, ги истражуваше овие нивоа на триве држави Отворен Балкан и на останатите 2-3 од Западен Балкан. Да речеме Албанија, местото што го има кај нас Германија, го има Италија. Замислете сега, значи, а наш голем трговски партнер, особено страна на извозот, зборувам во рамки на Западен Балкан и Отворен Балкан, Србија, Албанија ни се и Косово. Останатите Црна Гора, Босна ни се малку. Што значи дека индиректно Косово и Албанија двете се врзани повеќе со Италија, име број 1. Кај Србија податоците се да Германија, но и Италија многу паралелно и под број 3 Унгарија, затоа што име соседи имаат голема размена, особено преку Војводина, претпоставувам. Што значи за нашата економија, особено за овие трговски микропартнери наши, во перспектива италијанската е важна, индиректно така. Но генерално е германската најважна. И овие сите странски инвестиции кои се во Македонија се клучат. Тие сите се врзани со германската индустрија, автомобилскава индустрија, кабливе и така натаму. Сите се таму и плюс традиционалниот наш извоз таму. Сега многу интересно е, дојдовме малце и на наш терен, убаво влеговме во темава со индиректните партнери што би не биле и Италија. Многу е актуелно сега Бехтел НК автопатот, значи ние не сме добро поврзани со Албанија. Во неколку прилики кога сум зборувал со вас и во интервјуа и вака во неврзан разговор сте рекли дека во Македонија генерално не се потребни автопатишта. Македонија е 200 на 200, мислам 25.000 квадратни километри. Генерално би било половина час до 40 минути со најспоро возење, побрзо или покасно да се стигне од еден до друг граничен премин, може само од исток до запад малце подолго бидејќи навистина се лоши патиштата, но генерално не е проблемот во патната инфраструктура, туку проблем е
тоа што се случува на границите. Сега ќе градиме автопатишта. Во четвртокот на пратенички прашања премиерот рече дека со градењето на коридорот 8 и на 10D ќе станеме раскрсница, тоа ќе значи ново додадена вредност за инвеститорите, ќе не видат на мапата, ќе дојдат и едноставно ќе протече мет и млеко. Баре ја така го разбрав дека само од тој автопат кој ќе го направиме се ќе биде во ред. Дали го делите ваквото мислење? Сега тој автопат се наметна како нужност во услови кога толку е голем инфраструктурниот развој на целиот Балкан, особено на овие патишта кои не постоеле традиционално, да мора се приклучиме ние, не само заради наш интерес, тука има и геостратешки интерес, односно политички, воен, да го речеме интерес, особено се Украина тоа го наметна, на НАТО му е потребно брзо комуницирање помеѓу Црното и Јадранското море и низ Македонија поминува, иако и поминува низ Грција доле, истиот тој коридор. Овој ќе биде резервен или подобар. Инаку, слушам аналитичари... Ова до сега не го слушнав, може би сум испуштил некаде овој аргумент дека мораме тоа да го направиме. Не дека мораме, ама зошто баш да не купивме тенкови и авиони како што купуваат другите, туку баш важен е за НАТО. Гледате, сега Бугарија доби таму на голема важност, пошто е со Црно море излезена према со својата обала излезена према украинско-рускиот конфликт. Поврзувањето на Бугарија тука према Македонија и Албанија со Јадранот, мислам дека станува важен. Инаку не е точно дека Македонија политички ги занемарувала. Еве, слушам еден од албанската заедница вчера во Бугарија имаше интервју наш писател, албанец. Као Македонија била затворена према Албанија и према Бугарија политички за да бидеме отворени со Србија, глупости се тоа. Прво, географијата на Македонија базира на оската север-југ. Значи, граничните премини со Србија ни се сите на 50-100 метри надморска висина, лесни, проводни и така натаму, исто и со Грција, сите ни се на многу во рамничарски, а со Бугарија ни се сите на 700 на 800, 8 кај Петрич. Овој што сега го градиме кај Куманово е на 800 на 900 метри. Значи, ние со Бугарија границите, кога во Балканската војна Српското кралство ги одредувало со соседните држави, планинските висови на 2000 метри се границите од Косово, што било нивно, до Грција, се е на 2000 метри, и кај Бугарија исто, се ни е на 2000 метри, горе-доле. И сега повторно овие гранични премини таму ќе завршат. На Струга, па Охридско езеро на 700-800 метри, на 680 метри, ова е малце поише, на 700-800 метри надморска висина. Овој на Деве Бајр ќе биде автопат на 800-900 метри надморска висина, и тоа се најдобрите проводи, Не треба да очекуваме дека тие автопатишта ќе ја зголемат меѓународната фреквенција на Македонија повеќе, ќе ја зголемат внатрешната. Тие се пред се за наши потреби сега. Колку има капацитет сега тој пат кон Охрид, автопатското решение да го оправда, да ја оправда инвестицијата, јас сум скептичен во тоа, но не се градат. Сите се скептични. За разлика од овој север-југ кој е исплатив, зашто и меѓународно е. Да, но велат дека во Македонија нема исплатлив автопат. Вие само делница... Па и не треба да биде исплатив во таа мерка. Автопатиштата се јавно добро. Они се јавно добро, се потребни на државите заради секаква видови на комуникација, но ако е некој исплатлив, тоа е овој сега коридор 10 што се вика, иначе Е75 порано се викаше така од Копенхаген до Атина. Тој ќе биде исплатлив и е исплатлив зашто ја врзува Грција цела преку Вардарско-Моравската долина со Европа, а ова друго ќе биде прво комуникација на две економии кои се последната во Западен Балкан, албанската, и последната во Европа, бугарската. На сите овие статистики на Евростат, они се последни. Нема да има тука голема фреквенција. Нас ке ни голесни овој дел од Скопје до Охрид на некој начин. Кога и колку, не знам. Но да се вратиме на онаа што ме заинтересиравте многу, дека мораше да го правиме бидејќи е геостратешки. Тоа него... Како една од аргументите што ги слушам ми е логичен, дека за него се интересира и меѓународен фактор кој не е само економски, е да се поврзат Црното и Јадранското море. Тие се поврзани преку Србија во полулак, преку Грција доле се избегнува према Егејското оди, а вака ќе биде некаква директна комуникација. Да не заборавиме, кога беше војната во Косово, овој пат од Гевгелија преку Скопје до Косово беше клучен. Целата НАТО помина низ Македонија. Да, затоа и ги поправија мостовите, така, да не се помина тука, што значи дека ќе им биде клучен и на нив, и верувам дека во тоа има некаква логика. Значи,
патиштата не се градат само за економска, се градат и за комуникација на населението, и за безбедносни, и за други Сега проблеми. доаѓаме до онаа прашање, дали мораше се ова вака да се изведе? Значи, со законот што го предложи владата до собранието, суспендиравме, се стои во членот таму, 3 или 4 беше, стои дека се суспендираат сите закони, у суштина правниот поредок го суспендиравме во име на еден закон за да се изгради тоа. Сега се поставува прашање, еве ја како граѓанин, дали можеше да се изведе на друг начин сево ова, да не биде така нападно, да американците имаат интерес да го направат, да гледаме дека Бехтел НК е голем контрактор во Америка. Само да им појасниме на оние што не следат, Бехтел НК ја има брана, Хувер браната изградено, ги има гаснето запалените полиња во Кувајт на пример. Бехтел, само Бехтел. Бехтел без не НК. НК, така е, им се приклучува после тоа, прават конзорциум. Бехтел е огромна компанија, значи огромна во светски размери. Дали сепак да излеземе на стратешкиот партнер и сојузник Соединетите Американски држави, можеше тоа да се изведе без да го урнеме правниот поредок во држава, а не како да отидовме на диво, на непромислено. Македонија веќе 25 години, значи не 30 и 2-3, 25 години од прилика, постојано се изјаснува горе-доле консензуално, освен некои помали партии што никогаш не се во ситуација да ја водат државната политика, дека нас Америка ни е стратешки партнер. Но тоа, еве ќе бидам слободен да кажам, дека не е правата дефиниција. Ние со Америка не сме партнери, туку ние го избравме како стратешки тутор. Да речеме во позитивна смисла зборот, не во негативна, во латинското значење тутор. Ние не ја избравме Америка во меѓусебен договор, иако тоа дипломатски се е така, нели? Како стратешки партнер, зашто она нема со нашето да се работи, а нашата армија е 7000 војници, без авиација и да не набројуваме. Беззначајна. Нашиот БДП е беззначаен. 15 милиарди долари, евра. Не. А они се 23 трилиони. 3,14. И тоа сега со инфлација. Со инфлацијата ќе стигне до 15, мислам дека треба ако се биде според плановите до ќе беше 700 нешто милиарди, сега ќе стигне до 800 нешто. Тоа е значи многу низок. Територијално сме и не сме толку битни дури во овие локални, регионални геостратегии, но сите камчиња на мозаикот заедно како Македонија прават нешто за американските држави. Ние го одбравме како стратешки тутор. Не да ни биде не можеме да бидеме партнери. Мала земја, сиромашна земја не може со велесила да биде. Невозможно е да бидеме никаде партнери. Никаде го нема тоа. Да, само куртоазен збор, дипломатски, што во ред треба да го почитуваме како таков, но мислиме на тутор. Тој тутор ни се наоѓа и во добро и во зло, и тој тутор има своји потреби. Предпоставувам дека владата е изложена на некои од таквите притисоци, кои не може да ги соопшти во јавноста, и има аргументи кои не ги соопштува во јавноста, и мора да се држи на овие 3-4, кои се кревки, кои вие ги кажувате, се неиздржливи. А обично жртвува, нели, како се вика, кралица или топ за да добие партија во тоа, да речеме, стратешко партнерство. Иако американската амбасада даде на соопштение дека се одвојува, дека не влијае никако, тоа е, они ги штитат интересите, но ова е со приватна компанија. Треба се има предвид дека ваквото врзување, дека практично најголем дел од правниот поредок е срушен во областа во која зборуваме сега, ја тера владата да размислува нешто поинаку. Веројатно владата не може тоа да го соопшти и сега се жртвуваат себе си во името на тоа. Инаку, без ваквиот пристап, проектот личи дека е абсурден. Без овој пристап што го зборувам. Он е абсурден. Едноставно, доаѓа американска компанија, на која се е платено, се е однапредадено, цените не се фиксно утврдени, се што и смета од законите, дури и на некакво површно ниво се газат од овие закон за работни односи, тие што ги слушаме, другите даночни закони нема да плаќаат и така натаму, акцизи, да речеме, на горивата што ќе го користат. Толку е тоа иритантно, да мора да има други аргументи, кои во пошироката јавност не се соопштуваат, а постојат. Може би владата требаше
таквата, еве да кажеме, соработка, да ја сведе на некоја друга поле, на некој друг начин, истите средства ќе се одлеја или ќе се користеа за потребите на туторството во Македонија, пошто не може она да ги плаќа сите своји трошоци за Македонија, што ги прави во наша корист, да се одлеваат. Ние сме една од 190, 200, колку се веќе во Обединетите нации, неполни 200, од кои над 100 и нешто се вакви стратешки партнери, и тоа големи. Така и од аспект на Америка нема веќе, после војна во Украина нема стратешки партнер. Евентуално мислам дека е Англија, односно Велика Британија, и сега ова новото АУК, како го рекоа, Австралија, Америка и Британија, нели заедно формира една заедница. Канада, видете, пред 5-6-7 години имаше за мене бар, можда и не е толку важен, но за мене е еден важен сигнал, кога тогаш веќе долгогодишната германска канцеларка Меркел открија на нивните служби дека е прислушкувана од Америка. Да, во времето на Обама е тоа. Во времето на Обама, да. И се јави Обама да ја смири и уште и јавно дадоа соопштение дека се работи за така наречено пријателско прислушкување. Значи, отворено кажуваат на еден од трите најголеми партнери што ги имаат во светот, не во воена, туку во вкупна смисла, така особено кон дека да, вие сте предмет на прислушкување, вие сте предмет во нашите разузнавачки служби во раката и морате да се помирите со тој факт. Тоа е Германија. Да, и тоа не беше голем скандал. Мислам, беше скандал во Германија, ама си легна. Да, затоа што е нормално. Едноставно сега војната во Украина конечно ја легализира таа состојба, дека Америка буквално има унилатерална позиција во западниот свет. Не е само лидер со кој партнерски се советува, туку едноставно наложува. Фактор што 90% од овие држави тоа го прифаќаат доброволно, кажува дека нивното лидерство е продуховено, односно го антиципираат како наредба тоа што знаат дека другиве држави ќе го прифатат како сопствено, но малце грубо го прават сега, немаат време веројатно во конфликтот со Русија. Мислам, овај конфликт со Русија, они што го имаат преку Украина, и мораат да се груби, брзи. И во таа сфера Македонија нема што да прави. Нема што да прави. Треба да направи крупен исчекор, наметнато е можеби нешто, и тоа ќе мора да го голтаат тие што случајно или не се затекнале сега на таквите позиции. На некој тоа им е добре дојдено. Уживаат, ги гледам некои од политичариве, што се клучни околу тој проект, уживаат во перформансите на проектот, дека они се in charge со тоа. Тоа јавноста нема да го прифати. Ке помине време, крупните работи ќе се остварат, крупните работи обично се крупни, никој не ги гледа, а ситните ќе останат и голем дел од сегашната политичка гарнитура ќе падне на овој проект. Мислам, историски ќе падне, едноставно нема да. Вие напомнав во воведот дека вие бевте председател на собранието, значи тоа што е сега Тала Џафери, вие бевте до 2003 мислам. Втора трета, ноември мислам дека ви заврши таа должност, преминавте министер за финансии, претходно пратеник сте 4 мандата, мислам дека 16 години пратеник, значи во собранието сте биле. Значи од 92 5 пати сум избран. 5 пати избран, од 92 мислам дека од 92 до 2008 така, со значи, пауза сега, во министерство. Така, зборуваме значи 16 години активно учество, значи ги знаете, работите. Секогаш имало притисоци и секогаш стратешкиот партнер или тутор што вие го викате, ни давал до знање што треба да правиме. Ние многу често и да не, ако не сме го правиле тоа, на лош пат сме оделе, бидејќи ништо не би направиле во животот. Сега имаше амбасадорката Катил Ферман за судството и изгледаме заради тоа, наводно заради тоа писмо се испокара сменија председателка на судски совет, што не е заради тоа, заради нешто друго е. И тоа е многу интересна тема, но секогаш имало соработка и се знаело каде што треба да се прави, но тоа дава и можност дека постоело да се уредат работите и во корист на Македонија. Значи, во корист да се седне и да се, да, вие требаме да платиме, да издвоиме пари, средства, но да го направиме ова, вака. И они би рекле, да, во ред, тоа е тоа треба да се направи, направете го. Дали во овој момент ние немаме капацитет воопшто да седиме со нив да преговараме? Односно да најдеме нешто што ќе биде задоволително? Немаме.
Мислам, за жал немаме. Дури на тоа формално. Па видете што се случува. Не сакам погрешно бивам сватен, но тоа што го гледаме, јас не сум учесник во политичкиот живот. Нашите односи со Америка се сведува на односи со амбасадорот на највисоко ниво. Значи, веќе од нивна страна, што е нормално во овакви услови, кога они имаат голем проблем во светот сега на рекомпонирање на односите што се случуваат, амбасадорот е сведен на се. Сите односи на сите органи на власта во Македонија се само со амбасадорот, кој е превисока позиција за да можете така да комуницирате. Немаме комуникација со министри нивни, иако поинаку се викаат. Дури кога доаѓа до таква комуникација, обично доаѓа заменик на помошник на сектор во некој од министерствата, што е добро, не можеме ние да обезбедиме освен протоколарно по високи нивоа, но сега веќе инаку знаете што, таа соработка стратешка, таа е консензуална во Македонија. Но проблемот е што од другата страна се вулгаризираше. Значи веќе е отворена како наметнување. Не е дипломатска да ги покрие нашите политичари кои имаат мака да имаат излезно решение дека тоа дипломатски го договараат, дека не е такво наметнување. Сега овој чекор, например, што го спомнавте вие со судскиот совет, од вчера и со советот на обвинители, истото. И таму се јави еден сериозен конфликт кој веќе има председателот со ова Ленче Ристевска, кој е само еден никулец, значи не се работи за нивните меѓусебни односи, истите односи како во судскиот совет, е поттикнато од тоа писмо. Значи да раздвоиме причините, точно не се тие. Причините се многу. Но поводот е писмото. Се отвори сега. Сега тоа писмо. Ајде да дадам еден брутален пример за да можеме понатаму да го водиме разговор. Што ќе се случи ако утре бугарскиот амбасадор ни прати исто писмо? Пошто ние во меѓународните односи сме сите рамноправни држави. Помалку или помалку, нели? Кај Џорџ Орвел вика, сите животни се еднакви, ама свињите се во книгата, нели? Така, да не свати некој што не ја читал книгата. Да, животинска фарма се вика, животинска фарма. Сегашниот млад свет, верувајте, јас со нив работам секој ден, се надвор од овие комуникации, не може да сватат. Значи тоа е изводок од книга. Така. Таму вика свињите се малку порамноправни. Значи, што ако утре не го прати истото писмо рускиот амбасадор? Што ако ни го прати украинскиот, кинескиот, грчкиот, српскиот? Знаете што ќе се случи? Зошто ни ги праќаат они тие писма? Прво, судската власт и во нивните држави е независна од извршната, амбасадите се дел од извршната дали 600 милиона долари велат имаме право да се буниме затоа што финансираме 30 години. Се сложувам. Значи ги изедовте парите. А знаете колку финансира нашата држава? 10 пати повеќе. Па не им се мешаме. Мислам, буџетот на нашата држава. Значи, односите се 100 на 1. Бидејќи не се мешаат, дека не сака да се мешаат веројатно политичарите во својата работа, па затоа тоа. Значи тоа треба се направи по малку софистицирано. Сега доаѓаме до моментот. Ваквиот однос не ми се допадна мене. И дава повод. Интересно е, еве Бехтеленка го спомнавме дека тоа не издействувавме, прифативме договор, не знаеме што е во позадина. Утре ќе треба вистински да седнеме да преговараме со Европската унија. Порано или подосна ќе се смилуваат и ќе ги отвориме поглавијата. Вистинското, не викам дека ќе влеземе и кога ќе влеземе, сите сакаме да влеземе. На вистина 30 години веруваме дека ќе влеземе во Европската унија, но да влеземе до таму ќе оставиме бизарната позиција на Бугарија во однос на Македонија, но ќе треба да седнеме да ги поминеме поглавијата. Таму ќе треба да се преговара. Тоа не е влегуваш, они стоа подпишуваш нешто, супер сме, паметни сме, најдобри сме. Таму ќе треба да се преговара за субвенции, за екологија, ќе треба да се преговара за транспорт, ќе треба да се за риболов, за земјоделство, за се ќе треба да се преговара. Имаме ли ние воопшто капацитет да седнеме, гледајќи како се однесуваат овде најме со договорот со Бехтеленка, дали воопшто имаме капацитет да седнеме да преговараме со Европската унија за било што? Македонија мислам дека има капацитет, но државните институции какви што се во моментот, за жал, немаат капацитет. Немаат експертски, стручен капацитет.
затоа што се унаказени институциите од аспект на работната сила. Препартизирани, доаѓаат поквалитетните бегаат во приватниот сектор, напливот е огромен, стручноста е занемарена, односите се помеѓу партиите таму прекршени многу лошо и кој ќе дојди да се... Па видете вие, начинот на кој они државните институции, администрацијата ја води државата во сите нивоа, зошто мислите го одеднаш ќе се смени кој ќе седнат со Европската унија, нема да се смени, ќе мора се потпрат на екстерна помош. Дел од експертската, од стручната јавност во Македонија, веројатно да ангажираат и консултантски куќи од некои аспекти. И кој ќе ги заштити така нашите интереси на граѓаните? На крајот од денот преговорите со Европска унија... Па нема да имаме ние, Горан, преговори во кои ние ќе ги Нешто ќе треба да издействуваме во наша полза. Барем ракија да може да остане да вариме во дворовите. Па нема да може да остане или... Добро, еве, тоа сакаме да остане, еве, тоа е сега само карикирам, вулгаризирам малце со прашањето, значи еве, јас навивам и ќе гласам за онаа партија што ќе рече јас кога ќе влеземе за преговори со Европска унија ќе дозволам казаните да ви останат дома. Колку е процентот што Европската унија може да го толерира на неусогласување со нивното законодавство кое стана огромно? 1-2%. Да, значи, добро, но има за субвенции, има сектори кај што може да се избориме за нешто што нас не е важно. Не се важни. Важно е во тие сектори каде што Европската унија има високо ниво на интеграција, да, кај што има пониско ниво на интеграција, образование, здравство и така натаму, во ред. Кај субвенциите, европските субвенции ќе бидат европските субвенции една работа, домашните субвенции дополнителни на европските ќе бидат втора работа. Но економскиот аспект на финансискиот сектор, на даночниот сектор, монетарната политика во два чекори. Едниот ќе биде со ЕУ, вториот со ЕЦБ, кој ќе влеземе во еврозоната. Трговските односи, работната сила, движење на капиталот, тие ќе мора да ги согласуваме 98-9-100%, но таму нема човечки права и така натаму. И се има сфери каде што не се согласуваат. Ајде да дадеме еден интерес, мислам, еден академски пример. Во Европска унија пред 4 години имавме наназад 50 години држава што нема устав. Така, значи они трпат и држава што нема устав. Сега правниците и професорите по уставно право за ова ќе дебатираат. Да, нема устав, ама се ере, но нема устав. Кога Македонија не би имала устав и би рекла сакам да влезам, дури и Англија да беше уште членка, ќе речеше стоп, устав. Така. Од Источна Европа не се приклучени една држава што е кралство. Од овие нови, од 15 до 26-7 сега, нели, 15 беа. А во овие 15, половината се од прилика кралства. Јас ве уверувам и од искуство, гледајќи ги како размислуваат тие, и од нивната самоувереност дека само нивното е исправно, да беше обратно. Они да беа сите републики, а Источна Европа да беа сите кралства. А сега обратно беше, до 90-та. Тие ќе речеа нема шанса вие како кралство да влезете во Европска унија. Каков е тој политички систем во кој едногодишно дете само што се родило, однапред се знае дека ќе биде шеф на држава со овластувања. Они ќе речат, ама знаете, овластувањата се номинални. Па добро да номинални, но со овластувања. Немате устав, имате наследна, шефот на држава е наследна функција. Но кај нив е така, и они не викаат ова е идеален модел, они викаат ова е нашиот модел. Прецртајте го. А во некои работи не. Ево тоа прецртување ќе имаме сериозни проблеми. Зашто нашиот наследен модел, се радувам, нема погрешно да бидам сватен, базира на една друга цивилизација, едно 500-600 години наназад, па после еден матен период во 20 век на различни, а од 45-та на една друга идеологија, таа си изгради своја држава, си изгради своји институции и направи веројатно во последни 1000 години клучниот чекор во Македонија го направи таа идеологија, но сега тие идеолошки сваќања се провлекуваат уште, дури и кај најлибералните и најпроевропските прашања. Кога ги гледате што дискутираат, па видите што се случува. Например, ние сега имаме Министерство за економија, мислам не за економија, Министерствата за економски работи, што се две клучни, ги водат луѓе што се школувани и завршиле на англиски универзитети. Значи, на англиски универзитети. Но кога ги слушам под притисок на домашната свест, понекогаш некој од нив
вклучувајќи ги и повисоките од нив и премиерот и така натаму, што зборуваат, јас се чудам, пошто се родени пред 90-та биле ученици во пониските класови од 8 оделение, каде ја научиле таа економија? Значи, ние, кои учевме социјалистичка економија, успеавме подобро да се трансформираме, зборам по-либерални да станеме, од нив. Тие сега влегува во една филозофија дека државата е клучниот економски играч, дека интервенционизмот на државата е нормална состојба, дека кога ќе имате интервенционизам, тој може да биде бесконечен. Мислам, да одредите најниска цена, највисока цена на кромидот и да одите со камери по продавници да се сликате кромидот, портокалите, доматите во февруари. Горане, доматите се сезонски производ. Така е. Не памтам ја како дете дека сме го јаделе во февруари. Така е. Значи во февруари громак додека не дојдеше, ние патлиџа не сме. Во февруари нормално е дека ќе биде скап и нека биде скап, зашто не е нормално да го јадете во февруари. Кој има пари нека го јаде, кој не. Сега мораме да озбери нивото на заштитени цени кај земјоделските производи од неколку производи отиде во неколку гранки. Цело поледелие, половина од градинарските производи, половина од овоштарството и така натаму, значи тоа се гранки во земјоделието како дејност, овие што ги набројувам. И тоа отиде на така контрола. И сега контрола на платите, контрола на толку многу контроли, субвенционирања по сите основи, секој ден се надпреваруваат кој повеќе субвенционира во нешто. Да се чудам со таа идеологија како ќе испреговараме Европската Унија. Тоа ме чуди. Добро. Ние ќе мислиме дека се придружуваме на американскиот пазар кој е најлиберален во светот, кој што има најмал интервенционизам, освен индиректниот интервенционизам кој ни фискалира, монетарниот многу, фискалниот многу и така натаму. Но во овие така наречени клучни чисти пазарни сектори, што побогу инпутите ги субвенционираме или ги максимизираме, аутпутите во економијата. Па уште и видите, имаме дискусии. Бевме ние кај увозниците, ги проверивме фактурите. Видовме дека од Турција го увезле по 50 денари, а тука го продаваат 3 пати поскапо. И што? Па влезете кај овој во Македонија што произведува, пресметајте му и влезете кај сите еден. Пазарната економија не се бави со тоа. Таа ги насочува ресурсите каде што пазарните цени се високи и многу повисоки од трошоците, да инвестираат сите и на тој начин ќе ги спуштат цените. Значи, и таа така функционира. Ова секојдневно малку ќе ги шокира нив и нивните вработени, како во Европската Унија тоа законодавство нема така едноставно да биде. Не, ама законодавството ни е супер, па носат они само одлуки кои што го суспендираат на некој начин законодавството. Кога ќе дојде времето за преговарање, веројатно ќе рече нашето законодавство е супер. Но одлуките се малце спорни што се носат. Во законите има членови што упатуваат на можност владата да интервенира во некакви услови со подзаконски акти. И тие услови станаа сега се. Добро, вака кога ве слушам, гледајте што се случи. Чекайте што се случи. Видете. Отидовме. За оние, значи прво владата и опозицијата се противници на прогресивните даночни стапки. Кој вика, не што работите и како работите, туку ако имате над одредена маргина, над таа маргина доходот ќе платите повисока стапка, што е секаде во светот нормално. И сега одеднашка пред Нова година доставија закон во собранието дека сите што имаат, да не ги повторуваме критериумите, нели, во последниве 3 години минус 20 просек и така натаму, даночната стапка ќе биде 30%. Значи воведуваат прогресија 1:3, не 10 на 15 па на 20 и така натаму, туку 10 и над неа 30% со серија на неконтролирани изјави кои се од срце дадени дека некои фирми се збогатиле во кризата. Па да, ова е пазарна економија. Секој што во некаква криза, било каква осетил, се извинувам, почувствувал некаде дека има на пазарот можност за подобра алокација на своите ресурси, ќе ги насочи таму да заработи повеќе. Тоа е многу природно. Тоа го тера напред светот и пазарната економија која посакуваме. Сега да ги казниме. Не можам да сватам. А од друга страна, еве со Бехтел Јенка 20 пати повеќе од тој предвиден таму доход ќе го одлееме непотребно. Сега, вака ве слушам, каде се вративме, каде у суштина се добива впечатокот дека малце
една имавме линија верба во државата 90-тите години, беа трудни, тешки години, транзициони, значи многу мачен период 90-тите години и после 2005 трета, четврта после кризата почна некако да ни се отварат видикоте, некоја нормалност да добиваме во животот, па дури и 2008-2009 кризата ја пребродивме заради тие добри политики 2004, 2005, 2006, 2007 се преброди. Здрав разум владееше во Министерството, например, за финансии и во тогашните влади, па дури и Груевски на почетокот добро владееше, зборувам економски и сето тоа. Но како тој полет нагоре сега одеднаш оди надолу? Каде се прекрши? Вие имате, не сте во политиката, рековте веќе од 2008 не сте во политиката. Каде се прекрши да дојдеме до ова дередже? Сепак не е добра состојбата во Македонија. Кој е тој момент или тој процес што ни се случи да дојдеме вака на ова ниво? Па мислам дека сега тешка е таа социолошка анализа. Јас повеќе би ја сведел на политичка анализа. По мене има неколку важни фактори. Еден од факторите е владењето од 2006-2007 до 17. Ја вулгаризираше политиката тоа владење, дека се е дозволено ако е закон, а законот можете да го смените било кога и владеете по закон. Немате контрола и плюс дека со сите квалификации различни можете да бидете што сакате. И тоа сега се прелеа и од 17-та влада горе доле и до денес. Квалификациите. Па видете, сега гледам јас што се случува со јавните предпријатија, клучните јавни предпријатија. Не се битни квалификациите за да бидете директор на јавно предпријатие. Значи, јавното предпријатие е политичка афилијација, пошто е државно предпријатие на Република Македонија, без разлика ЈП или АД. Но за таму треба да имате покрај политичка ориентација блиска до владата за да ги спредувате незините цели, да имате и соодветно ниво на стручност. Кај нас директорите на јавните предпријатија според нивната биографија не се стручни за тоа место. Според работното искуство се полу или нестручни и си ги добиваат тие места. Што значи дека стручноста како да исчезна, па стручноста исчезнува и од ресорите. Гледате, направете една стручна анализа кој е на чело на ресорите со образованието. Абсурдно е јас да се школувам основни студии, магистарски, докторати, наука, се во економија и на крај да ми речат раководи со Министерство за правда. Не само што не се чувствувам способен, туку сум аналфабет за тоа. Кај нас таму во ресорите многу се измешаат тие работи. Луѓе што се бават со нешто цел живот, одеднаш добиваат ресор. Не е тоа толку независно. Дури е независно во 1-2 ресори кај што нема специализација од таков вид, каде што треба политичко искуство, ајде да речеме Министерство за одбрана, за надворешни работи, но и во надворешни работи треба да имате чувство за својата земја, за својата историја, за односите, така не можете да го вулгаризирате на тој начин. Кај нас тоа се случува. Мислам дека нивото на знаење се намали општо во општеството, експертизата не важи, базичните знаења не се почитуваат, базичните знаења. Сега еден пример, ќе наведам што се случува во образованието. Ние сме сега 2023 година. Децата што се сега на 10 години, ќе завршат со својот живот некаде во 2100 година. Ќе живеат 90 години просекот до тогаш. Тие сега влегуваат во освен описменување прво, второ, трето оделение, сега ќе влезат малку да почнат да ги учат науките. Окосницата на македонскиот идентитет во идните 100 години, како што сме јас вие, со нашето образование од 70-тите и 80-тите и кога сме го стекнале како окосница за да знаеме што се случува, ќе биде на овие генерации, сегашните неродени и родени, во идните 10-20 години. Тие ќе бидат окосницата на нашиот идентитет во идните 100 години, а после они ќе треба да создадат за наредните 100 години. Во услови во кои сите горе-доле не негираат, Европската Унија око не им трепнува на негирањето. Значи, не заслужува критика Европската Унија. Значи, Европската Унија презир заслужува од наша страна. Пошто вика, не е тоа наша работа. Не е, лажат. Значи, апсолутно не се согласувам со тоа. Дозволуваат на една држава полутерористички да се однесува кон друга држава и викаат, не е тоа наша работа. А на истиот малку повулгаризиран пример на други држави, некои како се вмешува. И сега, ние викаме, ќе ги споиме географија,
Граѓанско образование и историја во еден предмет. Ако на државава знаењето на сопствената историја и идентитет и станува клучен проблем за идните генерации. Јас работам со студенти. Знаењата по историја им се намалени. Свеста за идентитетот и за тоа како да се однесуваат произлегува и од таму. Ние им викаме дека ќе ги споиме овие три. Ние сега треба историјата да ја појачаме. Да ја појачаме. Особено средновековната историја да ја појачаме, корените наши. Да го појачаме касниот среден век, 18-19 век, зародишот на македонската современа нација и цел 20 век, тотално да го појачаме. Особено меѓу двете светски војни, Втората светска и поствојниот период, кој многу малку го изучуваме, го провлачуваме за општо зло. Па тоа сме ние. Ако нешто оваа држава во историска смисла доживеала процват, тоа е Втората војна. Па ние на Втората војна треба да легнеме онака дебело и тука да си го... И ние викаме ќе ги споиме историја со географија и со граѓанско. Ај сега вака, ја не сум лаик, ама да кажам. Што спојуваме? Географија е предмет од природните науки. Историја е предмет од општествените науки, а граѓанското образование е правно-политички науки. Тие се општествени, но историјата е во општествените, иако не е класична општествена како филозофија, економија, право. Значи спојуваме природни, општествени и историски науки во еден, а тоа го имаме природа и општество се вика до четврто. Ама од пето, сега зборувам по стариот систем, од шесто се раздвојува. Ние сега во шесто спојуваме, за нив веќе се во ситуација кога они точно можат да разграничат што е географија, што е историја, уште им го спојуваме, им кратиме со тоа дел од историјата што треба да учат на 1/3 и се очекуваме нашиот идентитет да зајакнува, па нема да зајакнува. Значи нема да зајакнува. Тука не ни Бугарија крива, не ни го бара тоа. Дали има некои сили кои навистина некојаш од оние светски завери, ќе му кажете најневозможната идеја и таа да ја направи. Добро, ја не верувам во таа теорија на заговори, али се смеам со неа. Како да е теорија на заговори. Да, но дали јас прашувам отворено, дали нас сега ни треба кај нашите млади деца се уште тие во основно образование да имаат нагласен однос кон историјата. Треба да имаат. Мене ако ме прашаат, особено кон историјата во последниве 2 века. Ние им го чергат од поднози им излекуваме. Значи, и утре нема да има појма како тоа географијата е природна наука, а историја општествена на граѓанско образование. Дека имаш право да бираш и да бидеш биран и дека парламентот носи закони. Значи, доаѓаме до крајот на подкастов. Протеравме интересни теми, значи политика, економија, договори, актуелни состојби, малце и меѓународната економија, она што многумина постои во јавноста како интерес, но никој не ја обработува малце по детално. Професоре, мило ми беше што бевте дел од ова прво издание на подкастот Каде се парите. Ќе бидеме во контакт во некоја наредна прилика, повторно ќе зборуваме, можеби за повторно за некоја економска тема, можеби за некоја политичка тема. Само за крај да ве прашам, имам 2 прашања, кусо да ми одговорите, ќе се враќате ли во политика? Не. Добро. И дали се каете што бевте чесен политичар? Ова е од човек кажано кој што не очекува дека ќе го каже за вас, од голем политичар и во историјата ќе остане како значаен политичар, ќе го суди историјата дали бил добар или лош, нема да го именувам, бидејќи немам дозвола да кажам кој го има тоа кажано, но ве познавам многу добро, соработувал со вас и јас кога констатирав дека бевте еден од најдобрите министри за финансии, он рече не знам дали бил најдобар министер за финансии, но беше чесен политичар, честно ја вршеше и не се збогати од функцијата. Се каете ли за тоа? За честното вршење? Да. Не се каам. И што не се збогативте? Некој тендерче ова на лево десно? Не се каам за тоа. Но во моето не најблиско, пошироко обкружување, има двајца луѓе што веќе 10-15 години тоа ми го повторуваат дека треба се каам. И ми викаат, нели гледаш дека сите се збогатија и сите се угледни граѓани, никој за ништо не ги прашува, но не се каам. Добро. Ви благодарам. Благодарам јас на поканата. Тоа беше првиот подкаст, значи во него ќе зборуваме, во подкастите ќе зборуваме за многу теми. Ќе отвараме многу теми, ќе биде место каде што ќе се разговара со аргументи, да се изнесат лични ставови, да се изнесат бројки, факти, сознанија. Затоа следете не, бидејќи ќе ни биде многу значајно, многу важно ние вие да кликнете на subscribe, да не поддржите и едноставно да следите што работиме. Наредниот гостин ќе видиме кој ќе биде, ќе го најавиме на време на pari.com.mak. Секој добро.